Кога Република Македонија беше обележана како заробена држава, беше така квалификувана изради крајно загрижувачките извештаи за состојбата со слободата на медиумите и на изразувањето во државата. Новинарите беа заплашувани, уценувани, затворани, неформално осудени на живот во постојан страв од политичката и институционална одмазда поради професионалното извршување на својата работа. Правдата беше селективна и не важеше подеднакво за сите. А со молкот на надлежните институции дополнително се поттикнуваше стигматизирањето на новинарите. Велам беа, затоа што за оваа влада не постои оправдување за никакви притисоци, закани, уцени врз новинарите и медиумските работници, за било каков обид за загрозување на медиумските права и слободи. Ставот на владата е еден и единствен и неколку пати афирмиран. Нула толеранција за било каков обид за загрозување на слободата на говорот и изразувањето. Многу јасно и отворено ги осудивме сите напади што се случија во изминатиот период. Секој напад врз медиумските представници, физички или вербален, ќе биде најостро осуден и санкциониран. Тоа е нашиот придонес и заложба за враќањето на достоинството на новинарската професија и за создавање услови за професионално извршување на задачите на новинарите и медиумите. Во оваа прилика, уште еднаш апелирам, покрај она што го прави владата во врска со обезбедувањето на демократските услови за почитување на слободите и другите институции во државата, обвинителството и судовите, како и организациите од граѓанскиот сектор, да постапуваат максимално професионално и да ги преземат сите мерки што се во нивна надлежност за секој напад или закана против медиумските работници.